Поздрав, добри поздрав, геймери, добрето новото видео на моят канал. И аз днес ще снимам GTA San Andreas. Аз днес в GTA San Andreas ще снимам Митови. Или решение на Митови. Или далее точно. Или истерегови, кой како сака да го каже. Се гледаме на първата истерег. До тогаш поздрав. Со малко пътување до San Andreas Rocks. Без разлика, не знам. Но се гледаме на истерегът. Мислам дека паѓа. Добро, гледаме на истерегът. И еден повторно другари, значи тоа се наоѓа, значи, не. Браво. Тоа е ова место. И сега одиме таму. Ще гледаме. Ето, одиме сега, значи по-леко. Много ми лага, бидејќи имам малко по-леш компютър. Ето, овде имам първо. Значи първо е тоа, бидејќи аз нямам поминена на цела игра. Значи мисля без читаво да я помним како ролплеер или јебига, видете што возам сега. Ова место го гледат овде. Една мисија од Креш, или како да кажем, овде се среќаваат Темпен и Поласки, CJ и уште еден лик. Додека овде им стои Креш, тоа полициското возило. Овде тој беше вперен пиштол во CJ1, со лопата го удира на грбот на тој полицаец. И требаше, тој полицаец, мислам, требаше таму да биде закопен. И му рекла, мислам, не беше закопен, тоа само лееше. Темпен му рече на Ласки да го убие и да си оди, но тој дојде некако до свест и му скопна на Темпен и Темпен го пука и тој паѓа овде. Во овај гроб. Додека CJ сакаше да го убие на Темпен, мисля да го убие. Нешто да направи со Темпен и Темпен и побегна. Значи во ова дупка остана тој полисаец, но не ми текнало. Ако ми текне, ако знаете, пишете во коментари или јас ќе пишем. И овде паѓа тој полицаец. Но тој паѓа, значи не на средна, некаде при крај со играта. Тоест умираат сите тие ликови, тој паѓа овде, а јас уште сум на почета. Значи не знам по која причина така е оставена таа дупка таму од Rockstar. Да не должиме. Одиме на втората. Ова втора е... Овде имаше една... куќа. Браво. Возачител. Која понадам таа куќа се гледаме. Гледаме повторно ова е таа куќа, значи спро целата го гражам. Значи, јасно се гледа на стикот како некој череп. Око, глава. И овде така. Значи, тоа јасно се гледа без најде. Но не се знае од кога, значи, може да е некој текстур лично, дури и сега се познава малко. Тоа за двата мити, мислам мити како истерега, значи уште не се знае зашто се таму, кај да не позори се така. И ова се користи, да, се гледа како една сталка, но многу потврдо што колата цела се сви. И ова се користи од една од мисиите кога зборува човекот. Например, дава наредби, значи го зборува, не знам сега баш не ми текнува. Значи и тоа се користи во мисиите, да нема да го речеме. Одиме на третиот мит. И еден од другари повторно, овде има едно ново тело. Ако ги избројаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7, не знам. Овде се мисли дека руската мафија става телата што ги убивале, или убива некој руската мафија или една мафија, не знам како да кажам, племе или, значи три варианти. Има племе што ги убива и ги фрла овде со ова кола. Руската мафија ги фрла овде, значи последната таа мафија ги стават тела овде и ги фрла. И има една жена која што со тие мажи спи и накрај ги уби, значи спие се и тие на спање и ги убива. И ги фрла овде. Тоа може да се чуи и на радиото, но не сакам да добием копирајт или нешто слично, затоа нема да ги ставам ова видео во моите видео. Значи тоа е тоа за ова епизода. Ако ви се допадна, лајкнете, ако не ви се допадна, слободно ставите дислайк, не се лутам. И еден сабскрайб ако не ве мрзи. До тогаш поздрав!
Nekakav pozdrav. Brinkal.